за избора за научването. Така? Защо? Защото сборува и Валентина и издателски. И за криминалното, и за научването. Коя Валентина? Не. За други. Побарахте да се смотриме. Изключително да се. Като нищо. Побарахме да се смотриме. Побарахте. И да не сме тук гневи. Ясно за. От все сърце слушаме. Следи това. Како во овие услови тоа да го реализира? Се сложувам дека е нашиот гнев ни пречи во склопување. Ако одиме веќе хронолошки да видиме зошто гнев во редовите на СДСМ и се друго што не е ВМРО ДПМН. Дали тоа можеме да го анализираме? Дали ние минатите години не сме имали циклуси кога ВМРО ДПМН е бил на власт, 98.002, СДСМ била на власт, а никогаш сме немале ваква тензична ситуација како изминатите 4-5 години. Значи ништо се случило в изминатите период години. Владееле порано и СДСМ и ВМРО ДПМН. Што мислам дека јас се случило? И кажам, тоа го кажа Сем Вакин во една своја колумна 2001 година, некако е да се прослужби 99. Беше близок со работот на Никола Кревски. Тук разборуваше за разликата помеѓу меритократија и меритократија. Првото е владење на правото и јасно дефинирани критериуми. Второто е владење на вртушки и приватизирање на државата. Тоа го зборуваше во период кога СДСМ беше на власт и предпоставувам дека се интересуваше за нашето владење. Сите показатели покажуваат дека ако тогаш имало олигократија, денес можеме слободно тие показатели да ги помножиме по 10. Ако тогаш имаше партизација, денес зашто зборуваме? Разликата меѓу тогашната партизација за тоа што невелото да не постојала и денешната, кој што денешната е системска. Значи, со доаѓањето на Никола Кревски на власт, беше развиен систем за целосна партизација на нашето општество. Сите ќе се сложите дека во Суицидите немавме некоја партизација во високото образование во времето на СДСМ. Значи, дури и ВМРО ДПМН не го проблематизираше, например, изборот тогаше на ректори и на декани. Дури тогашната позиција тоа не го проблематизираше. И да сме искрени. Ве молам да ми објасните, како може дете, што не е родено во морска фамилија, да се работи во јавна администрација или во јавна. Свадиме генезите на гневот. Има еден единствен начин, нема да си член на ВМРО ДПМН, и да пред да го добиеш работното место и станеш член на ВМРО ДПМН. Тоа влегува под синтагмата ние сме движење. Не идем таква демократија. Плукајте ме ако продолжиме така, кога еден ден ќе дојде СДСМ на власт. Мене плукајте ме на улица. Постои снимка. Слободно почтете ми ја снимкат и речете Златко пипни се земја. Ама ме молам, немојте да браниме политики, барем не со толков жар, како што вие браните. Чисто користим
носиме синтагмата исто, ги лажат. Били сме сите овде во просторијата исклучително интелигентно. Тишко можам да поверувам дека некој некого лажи за моменталната состојба и што кај нас сушто се потребуваме тешки зборови од типот хајка за луѓе Божи, не можеме да кажеме дека хајка води единствената институција во Република Македонија која што е изгласана и конституирана со консензус на двете најголеми политички партии. Двете најголеми. И велика хајка. Свинята казана